Власта тргна со сите оружја во борбата со корупцијата. Ако најавите резултираат со пријавување од граѓаните и правовремена реакција на институциите, Македонија брзо ќе дојде и до нулта корупција. Експерти коментираат дека пораките кои ги испраќа премиерот Мицкоски за отворено пријавување на корупција од сите функционери и јавната администрација можно е да најде на отпор кај пониските ешалони, но секако народот мора да помогне да се стави крај на девијантното однесување. Најавата од овој тип од страна на премиерот гледам за поздравување, прашање колку тоа ќе најде на отпор по некој пониски ешалони кај одредена категорија на луѓе и колку севкупно народот кој декларативно вели дека е за борба против корупцијата и за справување со истата, колку и самиот народ ќе дозволи тоа да се реализира, затоа што и самите сме свесни за корупција треба двајца. Еден кој корумпира и другиот која прифаќа играта или ја прифаќа корупцијата. Ристевски очекува и граѓаните да покажат колку сакаат борбата со корупцијата да се сведе на нула, наместо да даваат мито коруптивните службеници да ги пријавуваат, а надлежните институции соодветно и брзо да реагираат. Самата можност за пријавување на корупција и брзото реагирање на институциите ќе покаже колку оваа борба е реална и си има желба со истата да се справиме. Доколку профункционира таа, да кажеме, линија по електронска форма, телефонска форма или било каква за пријавување, доколку институциите на системот, значи контролните механизми од типот на полицијата, инспекцијските, надзорните служби и самата извршна власт решат да се справат со истата, ќе покаже дали всушност имаме желба да го направиме тоа. Ова не е прв пат премиерот Мицкоски децидно да најави нов пристап на владата и без пардон за партнерите, па дури и неговите сопартијци. На партискиот роден ден, додека Мицкоски се уште беше мандатар, испрати идентични пораки со засукани ракави на работа уште од првиот ден, наместо скандали како досега да испорачаат резултати и да ја оправдаат довербата од граѓаните.